Почитувани слушатели од студиото на македонската радио програма 3 пати Z на Вранова должина 92,3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате, односно нема да слушате вести, затоа што така одлучив да нема вести. Наместо вести ќе имаме мој вовет околу видувањата во Република Македонија, а исто така во продолжението на нашата радио програма ќе имаме интервју со Блага Петревска и Лила Марушевска од Македонската добротворна организација, а тука со нас е и Трајче Спасевски од представник од фестивалот кој треба се одржи во Вилјамстаун. Почитувани слушатели, одлучив денес вака да ја започнам програмата затоа што во Република Македонија наместо да се брани Република Македонија, медиумите во Македонија направија спектакл после бегството на Никола Груевски. Имено спрема нас ние нема да се занимаваме за одлуките и бегството на Никола Груевски од Република Македонија. Нас повеќе не интересира во Република Македонија како македонскиот народ ќе ја одбрани Македонија. Дали ова е намерно некое здружување од сите страни за да се забошотат овие измени кои се прават во собранието, да се промени уставот на Република Македонија и да се промени името на Република Македонија. Наместо концентрацијата на македонскиот народ да е таму пред собранието, во собранието, наместо притисокот да се врши дека не смее да се менува преамбулата на Уставот на Република Македонија, не смее да се менува член 3 од Уставот на Република Македонија, не смее да се менува член 49 од Уставот на Република Македонија, не смее да се менува името на Република Македонија, затоа што Македонија не ја стекна Зоран Заев и неговите 80 разбойници, или пак оние суртуци што ги нарекував јас често пати, а пак имав замерки зошто така сум ги викал. Да, токму тоа се суртуци се во собранието, дозволуваат, избрани се од македонскиот народ, пратени се таму да го чуваат името на Македонија, пратени се таму да го чуваат уставот на Македонија и имаат дури должност, законска должност да не џибаат во уставот, да не го џибаат уставот на Македонија, да не го минуваат името на Македонија, затоа што тоа е наследство, наследено е. Тие не го создадоа името на Македонија, тие не можат да го менуваат насила името на Македонија. И покрај многуте скандали кои се случија за бегството на Никола Груевски, зашто јас немам работа да се занимавам, за тоа нека се занимаваат МВР, нека се занимаваат високите судови во Република Македонија и нека се занимава Интерпол, меѓународната полиција од светот каде се наоѓа Никола Груевски. Меѓутоа за нас е многу важно, почитувани слушатели, не само овде во Австралија, туку и вие во Република Македонија, почитувани мои македонци и FB пријатели. Многу важно е оваа недела на 18-ти да се отиде пред собранието на тој масовен македонски или се македонски народен протест кој се организира пред собранието за да им се упати последната порака до 80 разбойници на Зоран Заев, дека името на Македонија не е за пазарење, дека уставот на Македонија не е за менување. Во уставот чисто пишува и јасно се зема заклетва дека и ако треба со смрт до смрт ќе се брани Македонија и незиното државно уредување. Наспроти тоа, што гледаме ние? Распарчување на Македонија, газење по коските на македонските борци и бранители, газење на илинденците по коските на илинденците, а исто така и плукање по крвта каде што е пролеана на македонскиот народ, а нема таква планина и нема такво поле каде што нема прокапено македонска крв. И на крајот, дали на нашите гробови, откако ќе се смени името, ќе ни биде дозволено дома на гробиштата да пишува дека почина во Македонија или почина во Северна Македонија. Затоа, почитувани слушатели, уште еднаш да не
не должам многу. Во Македонија организирани се и автобуси за пред собрание на Република Македонија. Автобусите, спрема листот кој го имам на компјутерот, тргнуваат од Македонски Брод, Куманово, Пехчево, Дерово, Делчево, Македонска Каменица, Пробиштип, Кочани, Чешиново, Облешево, Карбинци, Крива Паланка, Ранковце, Велес, Градско, Штип, Виница, Кратово, Радовиш, со еден збор од цела Република Македонија, од сите градови и села, организиран е превоз на големиот масовен протест кој ќе се одржи на 18-ти овој месец. Затоа уште еднаш порачуваме сите македонци на се македонски протест во одбрана на името и да не се занимаваме со личности кои се кои се како Катица Јован од специјалното јавно обвинителство на Република Македонија. Замислете, првата жена за правда во Република Македонија за Никола Груевски вели дека не бил политичар. Дали е политичар или не е политичар, не е ни нејзино право, ниту мое право, меѓутоа тука станува збор, почитувани слушатели, за класично незнаење, за класично непознавање на најосновните политички или пак правни работи во државата. Една таква жена да каже дека Никола Груевски не е повеќе политичар, навистина тоа е дно на дното или пак од дното подолу е тињата само. Еве ќе ја слушниме и самата Катица, ако не беше новинарката да ја извади од таа тиња, не знам понатаму и што ќе кажуваше. Само да ја слушниме. Дека очекувате екстрадиција на Груевски. Меѓутоа, тој побара политички азил во Унгарија. Па тоа не е политичка постапката за азил, обично екстрадициите се одложуваат. Па секој пат е така, таа процедура мора да оди, но мислам дека јасно дека господинот Груевски не е политичар. Тој не е на висока функција, тој слободно се движеше низ Република Македонија, дури и комуницираше со новинари, со сите институции на нормален начин. Велите не е политичар, тој може да не е политичар на функција, меѓутоа се уште е почесен председател на политичка партија, што значи тоа не значи дека е политичар. Очекувате ли Европа да изврши притисок? Еве тука новинарката многу убаво се снајде да ја прекини Катица Јанева. Катица Јанева да ја прекини, да не забега во она нејзино катастрофално или пак тотално непознавање што е политичар или кој е политичар, ако се земи во предвид дека Собранието на Република Македонија не му го одзеде мандатот, политичкиот мандат или пратеничкиот мандат на Никола Груевски со 58 гласови, не помина тоа барање да му се одземе мандатот. Меѓутоа, Катица Јанева, која е прв човек на специјалното јавно обвинителство, најосновните работи не ги познава. Уште еднаш, почитувани